Нашата партија Единствена Македонија, како и секогаш кога македонскиот народ е во опасност, така и во време на наметнат хаос и страв нема да го остави македонскиот народ незаштитен. Посебно кога се работи за духовните вредности кои се стожерот за опстанок на нас, македонците, во Македонската православна црква. Зашто се работи? Со член 19 од Уставот на Македонија се гарантира слободата на вероисповест. Се гарантира слободно и јавно поединечно или во заедница со други изразување на верата. До Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Нели ви е странно што досега не се дрзнавте да издействувате слобода на православната исповед загарантиран со Уставот? Зошто дозволивте пречутно да народот биде во незаконска забрана за одржување на редовните литургии? Спиете ли во некој зимски сон во предторжественото славословие на неголемиот христијански празник Христовото воскресение? Каде сте да се произнесете со ваш став за тоа зошто ни ги затвораат православните храмови, зошто ни забрануваат да го славословуваме Бога во нашите православни храмови? Зошто молчите и клечите на колена пред оние што ги донесуваат овие безбожнички закони, со кои ни се забранува за гарантираното уставно право од членот 16 од Уставот на Република Македонија и со кои ни се укинува торжественото благословие на литургии и прославувањето на неголемиот наш христијански празник Великден, кој за волја на вистината ниту во Турско не било забрането да се прославува. Каде сте да дадете ваш придонес да се изборите пред овој ненароден режим, кој, ако не кренеме глас ние, македонците, ќе ни го забрани и правото на дишење на воздух? Порака до Синодот како највисок орган на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Со секоја почит кон вас, но партијата Единствена Македонија ви порачува да во најбрз можен рок излезете со известие и јавно се произнесете за состојбата во која се наоѓа Македонската православна црква Охридска архиепископија. Која е вистинската причина што после 2 милениуми се забранува славењето на неголемиот христијански празник Христовото воскресение? Јавно да кажете дали сте со било што уценувани да молчите за сето ова и дали ќе се изборите да по примерот на Бугарската православна црква и ние македонците во своја држава и оваа година, како и сите досега претходни во нашите храмови, го прославуваме Великден како што доликува. И благодарам.